Стојакова од општина Богданци станува село на штркови. На секој електричен столб и објект во селото има гнезда, а на иницијатива на месната заедница, заедно со Македонското еколошко друштво, изминатиот период се изброени вкупно 40 на гнезда со околу 210 штркови. Председателот на селото Роберт Иванџиков вели дека за кус временски период селото станало дестинација на голем број од овие птици преселници. Жителите сакаат штрковите да им бидат заштитен знак, зашто планираат да си ги крстат по нивен избор. Сакаме да го направиме бренд на нашето село како заштитен знак штркалот и под секоја бандера да поставиме секој штркал да си има своја автобиографија. Значи сакаме да истражиме од каде доаѓаат, колку овде престојува да се пише и секој штрк да си го крстиме ние по наше место. Имаме на секое место се го викаме различно. И секоја штркал ќе му направиме различно да се вика. Жителите од Стојаково се горди бидејќи се уверени дека штрковите одат во чисти еколошки средини и се гнездат. Иванџиков ги покаже и стадата со штркови кои се хране на околните ливади. Тој вели дека како село ќе направат посматрашници, бидејќи доаѓали се поголем број гости и посетители кои сакале да ги наблюдуваат овие птици преселници. Сакаме во нашето село да биде како село по атрактивно со овие штрки, бидејќи имаме овде во Стојаков веќе апартмани кои доаѓаат странци. Доаѓаат странците и секојдневно ги фотографираат, добро ги фотографираат. Некои во во европските земји да кажеме ги нема штрковите, овде ги има. Плюс интересна птица е. Секој на некој начин развива туризам на тоа. Зошто? Ние имаме пак, сакаме да поставиме една посматрачница овде и една на друго место има кај што има пет гнезда на 5 столбови. Таму да се постави посматрачница кога ќе дојдат туристи да се качи на таа посматрачница и да ги сниме, сака да ги сниме, сака да ги слика. Големиот број штркови во селото Стојаково ги изненади од Македонското еколошко друштво, кои планираат да разработат научен проект за овие птици преселници.